Поголемиот дел од Европа и Балканот во изминатите неколку денови е проследен со рекордно ниски температури. Србија огласи црвен метео аларм на целата територија по трет ден температури под нулата. Во Сјеница и на Пештарска висораван, каде што се измерени најниски минус 26 степени Целзиусови, поради голем снег блокирани се над 100 села. Селата кај Врањачка бања се останати без струја, додека во други региони се отстранети дефектите на електродистрибутивната мрежа. На реките Тиса, Тамиш и Моравица е забележан мраз дебел 2 до 5 сантиметри. По Дунав пловат сантимраз, а властите ја забранија пловидбата. Замрзнато е и Савско езеро во Белград. Состојбата на патиштата е генерално нормализирана, освен во завејаните места каде што екипите се уште се пробиваат. И Хрватска е зафатена од студот. Во Славонија се измерени минус 22 степени Целзиусови, во Далмација температурата исто така под нулата, а десетици домаќинства останаа без вода откако студот предизвикал замрзнување на цевките. Соседна Грција, која вообичаено е најтопла земја во регионот, забележа температури под нулата. Пред неколку дена студот зема и човечка жртва, мигрант од Авганистан кој почина од хипотермија. Од Агенцијата за бегалци при Обединетите нации ургираа до земјата да го забрза трансферот на мигрантите од островите поради лошите временски услови. Студот ја однесе и првата жртва во Албанија. Според информациите од албанските медиуми, човекот што починал од студ бил бездомник на возраст од 35 години и престојувал во пристанишниот град Драч. Босна и Херцеговина во изминатите денови беше главен рекордер во однос на ниските температури во планинските предели, а во Зеница се заледи реката Босна. Низ Европа ситуацијата не е помалку драматична. Бродови и летови беа откажани во Италија, а се очекува и да ги затворат училиштата. Според информациите, 9 лица починале во земјата од студот. Температурите во Русија во текот на ноќните часови паднаа до минус 30, а податоците покажаа дека русите го искусиле најстудениот Божик во изминатите 120 години. Во Турција е запрена пловидбата низ Босфор и Дарданелите. Вкупниот број на жртви во Полска кои починале од хипотермија од 1 ноември се искачи на 53, а во последните неколку денови починаа 10 лица, поради температурите кои во текот на ноќта паднаа на минус 30.